Добро вечер. Го следите централниот дневник на регионалната К1. Со настаните од регионот Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. За 2 до 3 години во Македонија ќе заврши изградбата на патиштата. Осветување на црквата Света Петка во Кавадарци. Се избегна трагедија во Градско. Вице-премиерот и министар за финансии Зоран Ставревски истакна дека со предлог буџетот за 2016 година ќе имаме историско највисоко ниво на инвестиции, ќе се зголемат пензиите и надоместоците за социјална помош, а буџетскиот дефицит ќе се намали од 3,6 на 3,2% од бруто домашниот производ. Со предлог буџетот за 2016 ќе се овозможи историски највисоко ниво на инвестиции, ќе се зголемат пензиите и недоместоците за социјална помош, а буџетскиот дефицит ќе се намали од 3,6 на 3,2% од бруто домашниот производ, истакна вице-премиерот и министар за финансии Зоран Ставревски. Буџетот за 2016 година има три најзначајни карактеристики. Првата е намалување на буџетскиот дефицит од ниво од 3,6% оваа година на 3,2% од БДП следната година. Втората е одржување на висок износ на капитални инвестиции, поточно историски највисоко ниво на капитални инвестиции, како развојна компонента на буџетот, што директно ќе помогне за динамизирање на економската активност во 2016 година. И трето, продолжување со политиките за грижа за социјално ранливите категории, пред се примателите на социјална помош. Со предлог буџетот за 2016 се очекува реален раст на бруто домашниот производ од 4%, на извозот на стоки и услуги од 8,1%, на бруто инвестициите од 7,5%. Стапката на инфлација е проектирана на ниво од 2%. Според Ставревски, наредната година нема да има потреба од корекции во делот на евентуални изголемувања на даноци или воведување нови давачки. Вкупните расходи според предлогот се проектирани на 195.788 милиони денари, кои се за 4,7% повисоки од оние во 2015, а вкупните приходи се проектирани на 176.804 милиони денари, каде има зголемување за 6% во однос на 2015. Македонија доживува инфраструктурна градежна експанзија. Се градат автопати, регионални и локални патишта. Проектите што се започнати според министерот за транспорт и врски треба да завршат за 2 до 3 години. Тогаш Македонија и официјално ќе стане лидер во регионот по безбедни и брзи патишта. Изградбата на патиштата е причина градежните компании да имаат полни раце работа. Тоа пак допринесува за создавање на нови работни места. Морам да најавам дека работиме на 3 автопати паралелно. Се работи Демир Капија Смоквица, се работи Миладиновци Штип, се работи и Кичево Охрид. Сите граѓани може да видат дека се работи на терен, постојано се таму сите компании. Прогресот на градежни активности е одличен. Ќе кажам на кратко по проценти, значи на Демир Капија Смоквица околу 65,5% е пробиена трасата, исто така на 9 асфалтирано, каде што за брзо време ќе можат да видат на оние дневници каде граѓаните е асфалтирано, да видат како изгледа модерен автопат. Миладиновци Штип се работи околу 20% изградба моментална, зборам 20% се вкупни градежни активности. 80 и повеќе од 80% е пробиена трасата, но кога ќе ги соберете сите градежни активности, околу 20%, додека пак Кичево Охрид е веќе околу 7,7%. Се уште се работи, но очекувам дека наредните месеци поради зимата ќе се смали тој интензитет. Имаме долго механизација, имаме квалитетни фирми избрано и очекувам дека во наредните 2 до 3 години комплетно ќе ги завршим. Комисијата за стипендирање распиша конкурс за стипендирање на талентирани ученици и студенти. Советот на општина Велес ќе додели 8 стипендии за средношколци и 8 стипендии за студенти. Потребните документи за учество објавени се на веб страната на општина Велес, како и на средните училишта и факултети со седиште во Велес.
Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти го распиша конкурсот според кој Советот на општина Велес ќе додели 8 стипендии за средношколци во висина од 1500 денари и 8 стипендии за студенти во висина од 2000 денари. Истата се доделува за 9 месеци од учебната, односно академската 2015-2016 година. Предуслови како и досега се одличниот успех и освоените државни и меѓународни награди за студентите. Исто така важат наградите како и запишаната втора година на студиите и просечен успех 9. Советот на општината Велес и Комисијата за стипендирање, уважувајќи ја економската состојба на родителите кои имаат ученици и студенти, во новиот правилник за условите, критериумите и начинот за доделување на стипендиите, ја зголеми и ја назначи бодовната улога на материјално-економската состојба на семејството, на ученикот или на студентот. Ова конкретно значи, или оваа измена во принцип значи дека учениците и студентите кои доаѓаат од социјално ранливите семејства би имале поголема можност за добивање на оваа финансиска помош. Потребните документи за учество се наведени во јавниот повик за аплицирање кој е објавен на веб страната на општина Велес, социјалните мрежи, огласните табли на општината, сите средни училишта, факултетите и дисперзираните студии со седиште во Велес. На железничката станица Рајко Жинзифов кај Велес утрово избегна директен судир на два патнички воза кои се обраќале во спротивен правец. Едниот се обраќал на релација Велес-Скопје, а другиот од Скопје за Гевгелија. По неколку часовен прекин е нормализиран железничкиот сообраќај на релација Скопје-Велес. На железничката станица Рајко Жинзифов кај Велес околу 10 часот утрово е избегнат директен судар на два патнички воза кои се обраќале во спротивен правец. Едниот се обраќал на релација Велес-Скопје, а другиот од Скопје за Гевгелија. До несреќата ќе дошло откако едниот поминал на црвен сигнал, изјави потпаролот на Македонски железници инфраструктура Невзат Мамути. Еден од возовите бил полн со мигранти, додека другиот кој се обраќал од Скопје преку Велес за Гевгелија требало да земе мигранти. Според потпаролот Мамути нема никакви последици, стручни екипи се на терен и го испитуваат случајот. Железничкиот сообраќај на релација Скопје-Велес е нормализиран по неколку часовниот прекин на железничкиот сообраќај. Изгоре куќа во Градско. Причина за пожарот е свеќе која ја запалила 80 годишна старица која живеела во куќата. Брзата реакција на жителите и против пожарната единица од Велес се причина пожарот да не се рашири на соседните куќи. Локалната самоуправа испрати благодарност до сите оние кои помогнаа во справувањето со пожарот. Се запали куќа во Градско. Само брзата реакција на жителите и противпожарната единица од Велес се причина пожарот од семејниот дом на Миткови да не се прошири врз соседните објекти. Очевици за кај раскажуваат дека гледката била ужасна. Грабам од аден трева, од оваден преку воа бавцата трева, мркнам од аден, среќа технолошката вода имаше. Тоа беше чудо. Според првичните информации, причина за настанување на пожарот е свеќата која ја запалила 80 годишната старица, која имала среќа незините повици за помош да ги слушнат соседите. Бабата кога дошла нешто тука да си земе, имала некоја икона и си запалила свеќа. Меѓутоа не приметила дека свеќата и паднала врз она што е постелнината. И она кога приметува успева да довикне некако. Само слушнав глас тивко едва на мала душа, значи тоше, дојди се запалив, скокнав до вратата, дојдов црн дим, само гледам, не може ни да видам нејзе внатре како е. Само и реков, излези, јас тебе не те гледам, она вика, влези, изгаси, ја бе, испадни. Дојде некако ја видов до вратата, ја повлеков, ја извадив надвор и после почнав да викам, давајте црева, давајте ово, она луѓе се собра. Во гаснењето на пожарот против пожарната единица од Велес учествуваше со 2 возила и 7 пожарникари. Со самото тоа пристигнување видовме дека мештаните користеа С9 апарати каде што го спречуваа пожарот до нивната граница на можности. Кога стасаат двете возила со 7 пожарникари, ја превземавме операцијата и од горната и од долната страна на објектите на куќите и успеавме да го спречиме ширењето на пожарот, односно го спасивме пензионерскиот дом на Градско и ексклузивниот ресторан што е лепенка до самата куќа.
Од локалната самоуправа со благодарност до сите кои помогнаа во гасењето на пожарот. Благодарност до сите што се вклучија во гаснењето на пожарот, локалното население. Значи, од секаде се донесоа апарати, Мак Петрол, комуналното предпријатие, набави за таа цел, неколку апарати сте бе искористени, така да се локализира пожарот, не се прошири на соседните објекти. Во отсуство на своја противпожарна единица на територијата на општина Грацко интервенираат велешките пожарникари. Дванаесеттата поред Питијада 2015 која се одржа викендов, најуспешна досега. Угостителите и посетителите задоволни од организацијата. Оваа година имаше најголем број на угостители, а срушен беше и рекордот на Джиновската пита која годинава достигна должина од 3,5 метри. Со растурањето на последниот чатор и бината, заврши 12-тата Питијада која се одржа викендов и може да кажеме дека уште еднаш велешани се покажаа како луѓе кои што ја ценат оваа манифестација. Покрај добрата забава, доказ за успешната Питијада е и тоа што немаше регистрирано ниту еден инцидент, ниту во полиција, ниту во брзата помош, како и во противпожарната служба. Ова се оценките на градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. По ресторантите, по штандовите се продадени 41.300 пити и испиени се 9,7 тони вино. Секако не се струши рекордот од минатата година, самото време си го направи своето, меѓутоа ние сме задоволни и од овие постигнати. Оваа година имаше најголем број учесници, 37 угостители и винарии. Освен обилниот дожд, оваа година Питијадата ја одбележа и Джиновската пита, која ја направи пекара Којник, а беше долга 3,5 метри, широка 1 метар. Градоначалникот Чадиев најави дека веќе се започнати подготовките за следната Питијада. На улицата Орце Мартинов се урна потпорен зид во должина од 13 метри, поради обилните врнежи со силен интензитет викендов во Велес. Градоначалникот Чадиев изврши увид на лице место и ангажираше служби за расчистување на теренот. Изградбата на зидот ќе се изврши во најкраток можен рок. Потпорен зид во должина од 13 метри се урна на Велешката улица Орце Мартинов. Причина за штетата е преголема количина вода од обилните врнежи изминатиот викенд. Потпорниот зид, кој мештаните го граделе со материјал добиен од општината пред неколку години, немал простор за истекување на атмосферска вода. Силниот интензитет на дождот и нестандардизираната изградба биле пресудни за негово рушење. Повредени нема, но жителите кои живеат во непосредна близина се уште се во шок. Потпорниот попушти и падна целиот горе врз плочата, каде што и направи неголема штета. Ја бев најблиску до местото на случување, затоа што бев на 2 метра од последната карпа доле што е. Ако беше 2 метра понатаму, сега не можеше да зборувам. Главно опасна работа е ова. Треба да се преземе баз сериозни чекори према ова. Да не прво да не настрада некое лице да се заврши за жртва. А штетите се гледаат дека колку се оштетени, нели, као пат кој што ни е потребен за сета таа улица. Овде живеат најмалку до 15 фамилии. И тие фамилии беше главен пат кој што се вршеше превози со храни, со сите тие работи. Градоначалникот Славчо Чадиев и општински служби извршија увид на лице место. Ангажирани се и службите за расчистување на теренот и преземање на сите потребни мерки за безбедност. Од општината најавуваат дека санирањето на штетите ќе започне утре. Денеска е даден налог на фирмата Евроинженеринг, бидејќи не се избрани на тендер, да се направи, да се почне постапката. Зидот е доста долг, доста е висок и многу е неприступочен за работа. Значи, сета работа ќе се одбива буквално на раци. Не може ни машина да влезе, не може ништо, меѓутоа е неопходен да се направи. Градоначалникот констатираше дека праксата за давање материјал на граѓаните кога станува збор за крупни градби мора да се укине. Од сега материјал ќе се обезбедува само за помали градежни активности.
Во недела на 18 октомври во 8 часот ќе се изврши осветување на новата градска црква Света Петка во Кавадарци. По тој повод Македонската православна црква, Повардарската православна епархија и општина Кавадарци ги покануваат сите верници да присуствуваат на овој свет чин. Во недела на 18 октомври 2015 година во 8 часот ќе се изврши осветување на новата градска црква Света Петка во Кавадарци. Црквата почна да се гради пред 5 години, точно на празникот Света Петка, со донација на бизнис секторот и граѓаните. Пред точно 1 година започна и фреско живописувањето на црквата. Каменот за зидање е донесен од Мариово, бидејќи со тој камен кој има топла природна боја се граделе цркви уште пред 10 века. Црквата Света Петка во Кавадарци е насликана со сите елементи кои се предвидени за еден православен храм, а посебно ќе бидат нагласени мотиви од 14 век византински стил. Покри подготовките за осветувањето, во наредниот период ќе се работи и на опременување и урбанизирање на дворот на црквата. Според многумина таа ќе биде најубавиот христијански храм во Тиквешијата. Екипата на францускиот филм А-фонд од денеска го продолжува снимањето на нова локација на магистралниот пат А1, делницата од Мотел Македонија до Грацко. Поради снимање на овој филм, овој дел од патниот правец ќе биде затворен за сообраќај од 5 часот наутро до 18 часот попладне. Сообраќајот ќе се одвива по стариот пат кој е одбележан со соодветна сигнализација. Снимањето е планирано да се одвива во работните денови. Претходно снимањето се одвиваше на обиколницата кај Скопје. Во продолжение за останатите вести од Македонија. Започна 41-иот меѓународен саем на металургија, електроника, енергетика, неметал и градежништво, обезбедување и заштита, Технома 2015. На саемот учествуваат 185 учесници, од кои 135 домашни и 50 странски. Оваа година фокусот на Технома 2015 ќе бидат иновациите, енергетската ефикасност и LED технологиите, но и промовирањето и поттикнувањето на иновациите во Македонија. Фондот за иновации ќе ги промовира своите инструменти, но и е вклучен во форумот за иновации и технологии, кој ќе биде простор каде што ќе се сретнат науката и индустријата. Во моментов е актуелен вториот јавен повик за трите инструменти за поддршка на предпријатијата. Кофинансирани грантови за старап и спин-оф предпријатија, кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, кофинансирани грантови за трансфер на технологии. Вкупно за сета оваа намена достапни се 1.300.000 евра, а повикот е отворен до 21 октомври 2015. Медицински совет на телефонската линија Ало докторе за една недела побарале 1168 граѓани, соопшти денеска Здравствен дом Скопје. Од отварањето на линијата на 16 септември до сега се регистрирани 56.481 повик. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравјето. За медицински совет се достапни 25 доктори. Јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија, најчесто за кардиоваскуларни и респираторни симптоми, главоболки, покачена телесна температура, стомачен вирус и симптомна болка. На сите оние лица кои побараа медицински совет на телефонската линија Ало докторе им е дадена здравствена помош со совет и соодветна симптоматска терапија, соопшти Здравствен дом Скопје. Дваесет лица се повредени во сообраќајната несреќа која се случила утринава на регионалниот пат Кичево-Осломеј. Во сообраќајката учествувале минибус марка Мерцедес и комбе марка Volkswagen, кои се движеле од Кичево кон Осломеј, како и едно товарно возило марка Форд, што доаѓало од спротивниот правец, информираат од СВР Охрид. До несреќата дошло кога минибусот Мерцедес започнал да врши претекнување на комбето, при што се судрил со товарно
товарното возило марка Форд што наишло од спротивната коловозна лента. При ударот со товарното возило, минибусот удрили во предното лево крило од комбето Volkswagen. Овие две возила излетале надвор од коловозните ленти, а товарното возило Форд останало на десната коловозна лента во правецот на движење. На лице место бил извршен увид од страна на јавен обвинител и полициски екипи од полициската станица во Кичево. Инаку 10 лица се со тешки повреди, а останатите 10 се полесно повредени. Дел од повредените се хоспитализирани во Охридската болница Свети Еразмо, а неколкумина се пренесени во ургентниот центар во Скопје. Нова голема експлозија во кинеското пристаниште Тијанцин. Илјадници германци излегоа на протест во Дрезден. Во Израел повеќе мина убиени лица во покотници напади со нож. Ова се вестите од светот. Нова голема експлозија во кинеското пристаниште Тијанцин. Пред 2 месеци од експлозија на ова пристаниште загинаа 165 луѓе. Како што објавуваат тамошните власти, до експлозијата дошло во складиште за алкохол и други химикалии, пошто избил пожар. Во складиштето се наоѓале 3000 литри алкохол и 1000 литри оцетна киселина, која се користи во производство на пластика и во фармацевската индустрија. Како што стои на сајтот на градските власти во Тијанцин, засега нема регистрирано жртви. Споменатото складиште е со површина од 700 метри квадратни. Илјадници германци излегоа на протест во Дрезден, организиран од патриотските европејци против исламизација на Западот. Протестот мина мирно, а полицијата не објави податоци за бројот на учесници. Според локалните медиуми во протестот учествувале меѓу 6 и 7.000 луѓе, додека според независната проценка на Дрезденскиот универзитет на демонстрациите излегле меѓу 7.500 и 9.000 луѓе. Основачот на Пегида, Луц Бахман, ја осуди одлуката на владата на канцеларката Ангела Меркел да прими 100.000 бегалци во Германија. Татјана Фестерлинг, која освои речиси 10% од гласовите како кандидат на Пегида на изборите за градоначалник на Дрезден, изјави дека Меркел треба да поднесе оставка, а провинцијата Саксонија да се оддели од Германија. Некои од демонстрантите носеа унгарски и руски знамиња и скандираа Меркел во Сибир, Путин во Берлин. Најмалку 3 израелци се убиени, 20 се повредени во пукање и напади со нож во централен Ерусалим. Нападнати си неколку патници во автобус, каде двајца напаѓачи отвориле оган и избоделе неколку патници. При нападот 20 се убиени, а 16 повредени. Во друга населба пак убиен е возач на автомобил кој исто така бил избоден. Странските медиуми пренесуваа дека во текот на изминатото деноноќе зачестени се нападите со нож врз израелци. Премиерот на земјата, Бенјамин Нетанјаху, планира итен состанок на кабинетот за безбедност со цел да се дискутираат насилствата во земјата. Ситуацијата помеѓу Израел и Палестина ескалираше во средината на септември, кога во Ерусалим беа застрелани 20 израелци од страна на палестинците кои ја обвинуваа израелската влада дека планира религиска инвазија. Израел во неколку наврати ги отфрлаше таквите обвиненија. Од тогаш наваму насилните напади помеѓу двете заедници постојано се во пораст. МЗТ Скопје по 2 порази во серија успеа да забележи победа во петото коло од регионалната АБА лига против ИБОКЕА. Крајниот резултат на мечот беше 75-70. Фудбалерите на Македонија останаа на последната позиција на табелата по нерешениот резултат без голови против Белорусија. Домашен спорт. Фудбалската репрезентација на Македонија заврши уште еден квалификацијски циклус во кој ја разочара спортската јавност. По 4 порази во серија на последниот меч од квалификациите за Европското првенство против Белорусија на гостински терен, тие одиграа нерешено без голови. Селекторот сепак задоволен од играта, бидејќи како што рече тој, кога не можеш да победиш, подобро е да не загубиш.
но резултатот против Белорусија не беше доволен Македонија да ја избегне последната позиција на табелата. Ова е втор циклус квалификации во серија кои нашите фудбалери го завршуваат како последни во својата група. Иако не сакаме да се вбројуваме во групата селекции како што се Андора, Сан Марино, Лихтенштеин, сепак според постигнатите резултати се чини дека сме нисто рамниште. Октомври 1993 година, тогашната македонска фудбалска репрезентација го одигра својот прв официјален меч во крајин Словенија. Црвено-жолтите славеа победа со 4:1. Генерацијата на Дарко Панчев, Илија Најдовски, Драган Канатларовски, Чеда Јаневски, Зоран Бошковски го одиграа историскиот меч на денешен ден пред 22 години. Златната Вардарова генерација од 1987 година го оствари сонот на македонците. Под националното знаме стоеше гордо на македонската химна и ја испорача првата победа. Пред 22 години тргнавме со многу желби и соништа, велат фудбалерите. По 22 години сите тие соништа за нас се уште неостварени. Македонија ја победи Албанија 5:1 во Тетово, а истата таа еуфорично слави настап на Европското првенство 2016. 2 децении подоцна, Македонија пострамена стои на дното на европскиот фудбал со 2 квалификацијски циклуси поред на последното место. Две нови репрезентации го осигураа својот пласман на Европското првенство. Задари Цибона со најслаб скор во регионалната АБА лига. Кристијано Роналдо ја доби 4-та златна копачка во својата кариера. Вестите од меѓународен спорт во продолжение. Од квалификацијските надпревари кои беа одиграни вчера добивме 3 нови учесника за Европското првенство. Русија, Австрија и Словачка го обезбедија својот настап на Еврошампионатот. Русија славеше против Црна со 2:0, Австрија против Лихтенштеин со 3:0, додека Словачка во најефикасниот меч вчера победи на гостувањето во Луксембург со 4:2. Победата на Шведска против Молдавија од 2:0 беше доволна за обезбедување бараш надпревар, преку кој швеѓаните би ја барале својата шанса за настап на првенството. Англија е единствената селекција која извојуваше победи во сите надпревари од квалификациите. Тие на последниот меч ја победија Литванија со 3:0. Во останатите надпревари Естонија Швајцарија 0:1, Сан Марино Словенија 0:2 и Украина Шпанија 0:1. За мечот помеѓу Украина и Шпанија интересно е да се напомене дека првпат по 10 години шпанската селекција во стартниот состав немаше ниту еден играч на Барселона. Вечерва ќе бидат одиграни последните 9 дуели од квалификацијскиот циклус. Во регионалната кошаркарска АБА лига во текот на вчерашниот ден беа одиграни 2 надпревари. Хрватските представници во ова надпреварување повторно беа поразени. Задар загуби на домашен терен од Мегалек со 76:81. Македонскиот репрезентативец Предраг Самарџиски одигра уште еден добар меч во кој постигна 10 погодоци и запиша 5 скокови. Цибона пак загуби на гостувањето кај Металац. Крајниот резултат на овој меч беше 77:61. Петото коло во АБА лигата ќе биде комплетирано денес со надпреварот помеѓу Партизан и Сутјеска. Будуќност, Цедевита и Црвена звезда се лидери на табелата со 4 победи и 1 пораз. Португалецот Кристијано Роналдо, еден од најдобрите фудбалери во моментов, доби уште една награда. Денес му беше врачена златната копачка која се доделува на играчот кој постигнал најмногу голови во изминатата сезона во Европа. 48 гола на Роналдо му беа доволни да ја освои оваа награда 4-ти пат, трета во дресот на Реал. Задоволен поради постигнатиот резултат, португалецот се надева дека сезонава ќе успее да ја надмине оваа бројка. Времето денеска беше претежно сончево со мала до умерена локална облачност. Дневната температура се движеше во интервалот 17 до 23 степени. Еве ги деталите.
Ви благодарам на вниманието, почитувани, имајте пријатна вечер со програмата на К1.